Go ahead, Abel. Go ahead, sir. You can go. We exchange now or we go home. Сцената која пред малку ја видовте е од филмот Мост на шпионите, снимен во 2015-тата и тоа според вистинска приказна. Ја прикажува првата размена на заробеници во историјата меѓу САД и тогашниот Советски сојуз. Направена е во 1962 година во време на студената војна. На мостот Глинике, кој ги делел источен и западен Берлин, биле разменети рускиот шпион Рудолф Абел и американскиот пилот Гери Пауерс. 62 години потоа историјата се повторува. САД и Русија неодамна ја направија најголемата размена на затвореници по студената војна. Во размената која опфати 24 лица беа вклучени 7 земји. Меѓу разменетите затвореници имаше новинари, маринци и агенти на разузнавачките служби. Особено важна улога во размената одигра Туркија и незината национална разузнавачка служба МИД, која ја координираше размената. Предходната размена на затвореници меѓу САД и Русија се случи во декември 2022, кога американската кошаркарка Бритни Гринер беше разменета за рускиот дилер на оружје Виктор Бут. А истата година повторно со турско посредништво САД и Русија ги разменија пилотот Константин Јарошенко и маринецот Тревор Рид. Туркија имаше значајна улога во размена на затвореници меѓу Русија и Украина по почетокот на војната. Една таква размена пред 2 години вклучуваше преку 200 војници од двете страни. За значењето на Анкара во посредувањето пишуваа повеќе светски медиуми. Неколку размени на затвореници се одвива и во тековната војна меѓу Израел и Палестина, но светот ја памети размената од 2011 година. За припадниците на Хамас да го ослободат израелскиот војник Гилад Шалит, Израел мораше да ослободи околу 1000 палестински затвореници. Размените на заробеници не беа непознаница ниту за војните на просторите на поранешна Југославија. Една од најобемните од 1992 година, кога 240 срби биле разменети за 714 хрватски затвореници. Во меѓународното право, Третата Женевска конвенција го регулира постапувањето со војните затвореници. Таа ги штити и содржи правила за постапување и ги регулира правата и обврските на оној кој ги држи во заробеништво.